Почитувани, крајно време е министерот Венко Филипче да облече бел мантил, да се соочи со реалноста и да оде помеѓу здравствените работници и пациентите каде што му е местото. Ако Венко си го заборавил белиот мантил поради неговите пресконференции, денес ние му подаруваме еден. Не случајно мантилот е за еднократна употреба. Исти вакви мантили здравствените работници ги носат во текот на целиот ден или по неколку дена, дури мораат да ги хефтаат, лепат кога ќе им се скинат, затоа што немаат други. Колку време може да работи министерот со мантил за еднократна употреба, а тоа да не се само пресконференции? Борбата за лична здравствена опрема на медицинските лица трае од почетокот на епидемијата. Но тоа не е единствениот проблем, за жал. Венко треба да облече бел мантил и да ги праша матичните доктори и стоматолози со какви проблеми се соочуваат и како да им помогне. Венко треба да облече бел мантил и да ги прошета сите болници, но не тоа да биде изглумено само за пиар, туку за да ги нотира недостатоците на системот и веднаш да пристапи за негово реорганизирање. 9 месеци поминаа, зошто не стори ништо? Венко да облече бел мантил и да обезбеди протоколи за лекување, како и соодветна терапија. Венко да облече бел мантил и да обезбеди без застој да се одвиваат прегледи и интервенции за сите останати заболувања кои се од витално значење за луѓето. Венко да облече бел мантил и да нема вратен пациент од болниците. Но не само обезбедување на кревет, туку и соодветна нега, навремена терапија и достоинствено лекување. Венко да облече бел мантил и да го вработи квалификуваниот медицински кадар кој во овие моменти е неопходен. Венко да облече бел мантил и да ги слушне барањата на хронично болните, специјализантите, вработените во брза помош, семејствата кои молат за здравје и сите оние кои добронамерно му се обраќаат со предлози за надминување на оваа тешка ситуација во која што не втурна тој. Доста ни е веќе од неговиот пиар. Срамота е и крајно безобразно да вели дека се е под контрола, а од друга страна луѓе умираат чекајќи брза помош, молат за кислород, за терапија или за прием во болница. За сето ова мора да има одговорност.